Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Почитувам колега Митревски, јас се јавив за збор, меѓутоа ќе продолжам таму кај што вие застанавте. Очигледно имаме многу забелешки по овој избрзан закон, кој што гледате дека секогаш кога донесуваме закони без присуство на опозицијата, доаѓаме до проблеми и дека потоа наоѓаме начин за да го изгаснеме огинот, односно да ги решаваме проблемите ад хок. Според нас, избрзано е и ова ваше барање за пролонгирање на рокот, затоа што ако во овој период до 1.1.2020 година, до кога што го пролонгирате рокот, не го направиме ова што вие го зборувавте во изминатиот период, со право луѓето кои што работат на зелените пазари, луѓето кои што се организатори на пазарите и секако најголем дел, освен скопски пазари, некои специализирани правни субјекти и комуналните предпријатија во Република Македонија, односно директорите на комуналните предпријатија кои што во склопот на нивните јавни предпријатија го имаат како еден сегмент организационен и организацијата на пазарите, односно стопанисуваат со пазарите, се соочени со овие проблеми. Во изминатиот период јас добив низа телефонски повици од ваши директори, моментално поставени од актуелната власт во локалните самоуправи, кои што се загрижени по оваа тема. Зошто го зборувам ова? Со подигањето на проблемот, односно со веќе излегувањето на правилниците, односно интерните акти кои што не се донесуваат во собранието и во кои што ние немаме директен контакт или увид на она што беше донесено, се јавија и реакциите на организаторите на пазарите и посебно на тезгаџиите, луѓето кои што работат на зелените пазари, без разлика дали тоа се работи за земјоделски производи, дали се работи за текстилни производи или пак делови од продажбата на бела техника и други електрични апарати и слично кое што го имаме на зелените пазари, во склоп на зелените пазари, и луѓето реално се загрижени за она што беше донесено без нивно учество во целава оваа работа. Не би сакал вината да ја фрлам и на комората, затоа што таа комора е некоја која што во изминатиот период, долг временски период, работи на оваа проблематика, меѓутоа гледаме дека кога нема да ги уклучиме сите стейкхолдери кои што се засегнати со оваа работа, се доаѓа до еден избрзан закон. И сега во предсвет на едни избори вие барате начин за да ја смирите револтот, затоа што револтот е оправдан и луѓето ги бараат оние сите нивни права и обврски кои што ќе ги имаат по ова, и вие најдобро е во овој момент да го одложите примената на законот. Затоа ВМРО-ДПМНЕ на вчерашната седница побара укинување на законот за трговија на зелени пазари, последната верзија која што беше донесена на 11 јануар 2018 година, ако не се лажам, кога ВМРО-ДПМНЕ беше надвор од собранието, и да седнеме сите заедно во малку порелаксирани услови, кога луѓето нема да им стои како дамаклов меч продолжувањето на истиот овој закон кој што вие го донесовте. Може би грешам, може би и луѓето не се во право, меѓутоа интенцијата и донесувањето на законот без нивно вклучување и сегашното одложување по реакција на граѓаните, на пазарџиите, на Стопанска комора, на организаторите на пазари, дава за право за сомнеж во целата оваа работа. Има голем број на нелогичности кои што се јавуваат во овој закон. Ја би почнал од делот членот 7, значи во став 2, каде што вели дека трговци на зелени пазари од ставот 1, алинејата 1 од овој член не може да бидат физички лица кои остваруваат приходи по основ на работен однос, приходи по основ на самостојно вршење на друга дејност, приходи по основ на договор на дело, вие го зборувавте тоа, и се согласувам со вас, приходи по основ на пензија, социјална парична помош и паричен надоместок за време на невработеност. Сметам дека пензионерите, никој пензионер кој што има реално обезбедени средства за живот, нема да сака во тие услови во лето на плюс 40 или во зима на минус 10 да седи на пазарите. Дополнително ни се јавува уште еден проблем, да луѓе регистрирани земјоделци, затоа и добро беше тоа што го спомнавте дека треба ова да помине на Комисијата за земјоделие, регистрирани земјоделци
кои што остваруваат право по основ на законите од земјоделието, кои што земаат субвенции од државата да не можат своите производи да ги продаваат на пазарите. Нонсенс е, тоа би требало да го добро, ако може би јас сум грешка од информациите кои што ги имам е така, меѓутоа доколку е вака ние би требало тоа да го исправиме. Оние кои што примаат парични средства по основ на договор на дело, значи исто така мораме да најдеме начин и форма истите да ги вратиме во функција, односно луѓето да можат тие производи, знаеме ние како се организирани пазарите, можеби не зборувам за поголемите пазари кај што има реална потреба или да бидат тие подобро организирано, меѓутоа имаме градови во Република Македонија кои зашто граѓани буквално помали градови, па секако и помали средини каде што буквално граѓаните преживуваат со она што успеваат да го продадат на пазарите во текот на денот. Сведоци сме ние и мораме ние како пратеници, без разлика дали доаѓаме од власта или од опозицијата, да изнајдеме начин и форма да им овозможиме на тие граѓани барем тој дел да можат да го остваруваат, затоа што реално одредени семејства преживуваат со она што го произведат и она што го продаваат на пазарот. Дополнително, голем број од забелешките кои што ги имав на состаноците со Стопанска комора, со организаторите на пазарите и со самите продавачи на зелените пазари, доаѓаат во организацијата на коморскиот систем, односно во член 20, каде што вели дека во комората задолжително членуваат сите трговци на зелени пазари. Од информациите кои што ги има во Република Македонија има уште 2 комори. Ние не можеме монополски сега сето ова да го организираме и да дозволуваме едната комора да биде монопол во ситуација со двете комори. Не ја знам организационата поставеност и големината на тие други 2 комори, меѓутоа мораме и тоа да го испитаме, а тоа можеме да го направиме на јавна расправа на која што ќе повикаме сите заинтересирани страни, на која што ќе ги видиме сите нивни размислувања, сите забелешки, критики, па и пофалби на овој закон и потоа да размислиме како ќе го организираме ова. Вака како што е поставено, ние монополски настапуваме со комора која што не е државен орган или не е државна институција за која што ќе разговараме. Потоа, интерно, ние во закон ги ставаме сите обврски, облигации кои што ќе ги има комората, надлежности и тука се поклопуваме со други закони. Значи врши упис, бришење и сите промени врзани со вршењето на дејноста на трговецот на зелени пазари во регистарот. Ворете да имаат регистар, меѓутоа и самите земјоделци треба да имаат право уписот во централен регистар да го прават, затоа што тоа е нивна обврска. Доставување на решение за основно регистрацијско тело во централниот регистар, поднесување пријава за упис во централниот регистар. Таа комора, таа обврска ќе има. Тие луѓе веќе ги имаме ние во списоците во централниот регистар и ги имаме во сите оние списоци и во управата за јавни приходи. Комората многу лесно и овие 2 институции можат да ги земат тие податоци од таму. Донесување на информација од управата за јавни приходи за трговците на зелени пазари регистрирани во регистарот на комората со цел изготвување на решение за паушално одоначување на истите. И тоа го имаме веќе. Управата за јавни приходи паушално ги одоначува земјоделците, односно продавачите на зелените пазари. Така да луѓето си имаат фактури влезни и излезни, има контрола кој што им прави, паушалното одоначување е најмал проблем. И има и други работи, ја не би сакал сега да ја оптоварувам комисијата за економски прашања, меѓутоа она што би можел да заклучам и да прецизирам на крај, идејава која што произлегува од ова, за жал не беше исполнето барањето наше да со прекинување на важење на Законот за трговија на пазари. Морам да спомнам дека не беше барање на ВМРО-ДПМН, туку тоа беше барање на земјоделците. По нивна реакција, ние иако не сакавме да се вклучиме да го политизираме целиот овој случај, по нивно барање ги направивме овие состаноци и сметам и замолувам до претседателот на Комисијата за економија во најкус можен рок, бидејќи собранието го носи овој закон, предлагачи се група пратеници, да се организира една јавна расправа на која што ќе ги повикаме сите заинтересирани страни, да ги слушнеме нивните мислења и на крај без политика и политиканство да донесеме еден закон кој што ќе биде издржлив на задоволство на сите страни, а секако ќе ги исполнува и законските обврски кои што овие субјекти, сите вклучени во ова, ги имаат према државата и према легислативата во Република Македонија.
Ви благодарам.